Народната банка на Република Македонија, или НБРМ, како што сите ја знаеме, е една од најзначајните институции во Република Македонија. Таа има посебни функции кои што се својствени само за неа и за ниту една друга институција во државата. Иако во името го содржи терминот банка, Народната банка се разликува од останатите банки во Република Македонија. Народната банка не врши работа со физички и со правни лица. Тоа значи дека вие како граѓанин или пак компанија не можете да имате сметка во Народната банка. Во Народната банка не можете да штедите, ниту да подигнете кредит. Тогаш, зошто постои Народната банка и која е нејзината улога во македонската економија? Ако не сте сигурни дека го знаете одговорот на ова прашање, тука сме ние да ве запознаеме со Народната банка. А од каде да почнеме? Од каде, ако не од основното? Добро. Што е Народна банка на Република Македонија? Народна банка на Република Македонија е Централна банка на Република Македонија. А Централна банка е? Централна банка е највисоката банкарска институција во една држава, која што го издава и ги регулира парите во една економија. Со издавањето на парите врши емисија на националната валута. Кај нас тоа е денарот и затоа уште се нарекува и емисиона банка. Јас имам слушнато дека уште се нарекува и банка над банките. Да, Централната банка ја регулира и ја надгледува работата на банките. Речи си не постои земја во светот која што нема Централна банка. Во Соединетите Американски држави, тоа се федералните резерви на Соединетите Американски држави. Во Велика Британија тоа е банката на Англија. Во Европската монетарна унија или еврозоната, тоа е Европската Централна банка или ЕЦБ. Во Република Македонија, тоа е Народната банка на Република Македонија. За да ја запознаеме, првин треба да видиме како е уредена и кој управува со Народната банка. Работењето на Народната банка е уредено со посебен закон, познат како Закон за Народната банка на Република Македонија. Таа е формирана како правно лице со капитал од државата, но има управувачка и административна независност, односно целосно е независна при остварувањето на целите и при извршувањето на дадените задачи. НБРМ има и финансиска независност, што значи дека самостојно се финансира, односно не од буџетот на Република Македонија. Но дали знаеш кој управува со Народната банка? Да, знам. Со Народната банка управува Советот на Народната банка. Тој се состои од 9 члена, од кои еден е гувернерот, 3 вице-гувернери со статус на извршни членови, а има и 5 неизвршни членови кои не се вработени во Народната банка. Добро, а што работи Советот на Народната банка? Кои задолжувања ги има? Сега ги ти кажам. Советот на Народната банка е задолжен за дефинирање и формулирање на политиките, контрола на спроведување на политиките, како и за надзор на работењето на Народната банка. Па која е тогаш улогата на гувернерот на Народната банка? Гувернерот на Народната банка е председател на Советот на Народната банка. Тој има главна извршна функција во Народната банка, а тоа значи дека е задолжен за нејзиното секојдневно работење. Така, значи гувернерот управува со секојдневното работење и ја представува Народната банка. А вице-гувернерите, какви се нивните задолжувања? Вице-гувернерите му помагаат на гувернерот во извршувањето на секојдневните работи. Додека неизвршните членови? Неизвршните членови учествуваат во одлучувањето на Советот на Народната банка. Значи што научивме досега за Народната банка? Научивме дека таа е Централна банка на Република Македонија, дека со неа управува Советот на Народната банка, додека гувернерот управува со секојдневното работење на банката, а нему му помагаат тројцата вице-гувернери.
Видовме како е организирана и кој управува со Народната банка. Сега да видиме кои функции ги има таа. Знаеш ли дека Народната банка има многу функции кои што се значајни за домашната економија? Да, ти веќе спомна дека единствено Народната банка ги издава парите што се законско средство за плаќање во Република Македонија, а знаеме дека тоа е македонскиот денар. Значи, Народната банка ги издава книжните пари или банкнотите и кованите пари или монетите што секојдневно ги користиме за купување на добра и услуги. Меѓутоа, не ми е јасно она што го кажа за тоа како ги регулира парите во економијата. Тоа го прави преку спроведување на монетарната политика. А монетарна политика е? Монетарна политика е сет од инструменти и активности со кои што Централната банка ја регулира понудата на пари во економијата и нивната цена, а тоа е каматната стапка. Со водењето на монетарната политика, Народната банка влие врз економијата, грижејќи се таа да остане здрава, стабилна и да остварува долгорочен раст. Но тоа не е се. Народната банка ја утврдува и ја спроведува политиката на девизен курс. Потоа врши супервизија на банките. Народната банка ги чува и управува со девизните резерви на Република Македонија. Се грижи парите безпрекорно да циркулираат низ економијата, односно го уредува домашниот платен промет. НБРМ врши улога на агент на државата и други активности поврзани со извршувањето на незините задачи. Леле, значи Народната банка има многу функции. Навистина многобројни се функциите на Народната банка. Но клучно е прашањето, што сака Народната банка да постигне со извршувањето на овие функции? Тоа значи дека мора да има некои цели. Ги знаеш ти? Да, ги знам. Ги има тие цели во законот за Народната банка. Знаеш која е основната? Па да нема инфлација. Да има ниска инфлација. Тоа значи цените во домашната економија да растат со ниска и предвидлива стапка. Значи основната цел на Народната банка е да одржува стабилни цени или со други зборови да нема висок раст на цените. Така е? Така е. Ценовната стабилност е значајна бидејќи со одржување на стабилни цени Централната банка придонесува за одржување на стабилна куповна моќ на парите. А што значи тоа стабилна куповна моќ на парите? Тоа значи дека со единица парична валута денес купуваме приближно иста вредност на стоки и услуги како и пред 2 или 3 години. Или, со други зборови, тоа е од прилика вака. Ако со 200 денари пред 2 години сум можел да се напијам убаво кафе и плюс да ја почестам убавата девојка од соседната маса, да можам и денес за истата сума на пари да го направам истото. Значи цената на кафето останала иста или забележала мала промена. Меѓутоа, ако цените брзо растат, тоест ако имаме инфлација, тогаш за 200 денари со кои што пред 2 години сум можел да купам 2 кафиња и за мене и за девојката, денес ќе можам да купам само една. За себе си. Или за неа. Морам да бирам. Да се вратиме на темата. Значи, инфлација е кога просечното ниво на цените забрзано расте. И тој раст е постојан, односно се одржува во одреден временски период. И таа е штетна за економијата. Се разбира,
затоа што ја намалува куповната моќ и создава неизвестност околу иднината. А дефлација? Сум слушнал дека има и таква состојба. Ќе објасниме што е тоа. Секако, дефлацијата е обратна состојба од инфлацијата, кога просечното ниво на цените брзо се намалува и тоа опстојува во одреден временски период. И тоа е лошо? Зарем не ни оди во прилог цените да се намалуваат? Колку и да ти изгледа навидум нелогично, во практиката дефлацијата не делува благопријатно за економијата. Напротив, има повеќе негативни аспекти. Ке се обидам да ти објаснам еден од нив. Дефлацијата, кога се одржува во подолг период, неповолно влие врз одлуките за потрошувачка. Кога подолг период цените паѓаат, луѓето очекуваат таа состојба да се задржи, односно цените да продолжат да се намалуваат и во следниот период. И тогаш што? И тогаш ја одложуваат потрошувачката. Еве, например, да речеме дека сакаш да купиш нов велосипед, бидејќи стариот повеќе не ти е во функција. Разгледуваш модели, ги следиш цените на интернет и гледаш дека тие во последниот период постојано се намалуваат. Тогаш ти својата потрошувачка одлука ќе ја одложиш на неколку месеци. За неколку месеци или можеби година, воден од очекувањата дека истиот велосипед ќе можеш да го добиеш по пониска цена. Има логика? Има. Кој не би сакал квалитетен производ по пониска цена? Така е, меѓутоа ако сите размислуваат како тебе, тогаш ќе дојде до пат на вкупната побарувачка, бидејќи ќе одложуваат потрошувачката. А кога вкупната побарувачка се намалува, фабриките трупаат резерви и помалку ќе произведуваат. Пониското производство ќе значи помала потреба од работници и губење на работни места. Економијата влегува во рецесија. А тоа е непосакувана состојба за сите нас. Значи, оно што го заклучивме е дека и високата инфлација и долготрајната дефлација се штетни за економијата. Затоа, она што Народната банка настојува да го постигне е да одржи стапката на инфлација ниска и стабилна. И тоа успешно го остварува, имајќи предвид дека просечната стапка на инфлација во последните 20 години се движи околу 2%. Тоа е ниво споредливо со развиени земји. Значи, што научивме? Научивме дека основната цел на Народната банка е да одржува ценовна стабилност. А ценовна стабилност имаме кога стапката на инфлација е ниска и стабилна. И со нејзиното одржување Народната банка креира најповолен амбиент за постигнување долгорочно одржлив економски раст. Но чекај, одржувањето на ценовна стабилност е основна, но не е ни единствена цел на Народната банка. Така е. И има и друга. Друга цел на Народната банка, која е подредена на основната, е да придонесува кон одржување на стабилен, конкурентен и пазарно ориентиран финансиски систем, односно да се грижи за одржување на финансиската стабилност во земјата. А тоа го прави преку својата регулаторна и супервизорска функција на банките. Тоа значи дека Народната банка го регулира и го контролира работењето на банките и се грижи тоа да биде во согласност со законот и со пропишаната регулатива. Со други зборови, Народната банка се грижи банките безпрекорно да функционираат и да бидат безбедни за штедните влогови што ги имаме во нив. И уште една трета цел на Народната банка е да ја поддржува општата економска политика, без да го загрози остварувањето на основната цел. Значи, научивме дека Народната банка има 3 цели, со тоа што вторите две се подредени на примарната, која беше што? Одржување стабилни цени. Мислам дека е ред да објасниме како го постигнува тоа. Како Народната банка ја одржува ценовната стабилност? Ја одржува преку одржување на стабилен девизен курс. А што е пак тоа девизен курс? Девизен курс е цената по која што една валута се разменува за некоја друга валута. Например, за да може да купиме 1 евро, потребни ни се 61,5 денари. Оваа цена на 1 евро од 61,5 денари е пример за девизен курс на денарот во однос на еврото. Кај нас, НБРМ одржува стабилен девизен курс. Аха, разбирам. Тоа е цената по која што валутите меѓусебно се тргуваат. И курсот е стабилен во однос на сите странски валути? Не, во однос на сите не, само во однос на еврото. Знам, веднаш ќе прашаш зошто зборуваме за еврото, а не еве, например, за американскиот долар. Затоа што Република Македонија најмногу тргува со земјите од Европската Унија, односно увезува од Европската Унија и извезува стоки и услуги кон неа. Добро, но како стабилниот девизен курс кај нас на денарот во однос на еврото придонесува за цените во економијата да бидат стабилни?
Девизниот курс влијае врз вредноста на стоките и услугите што ги увезуваме од странство, а ги консумираме на домашниот пазар. Например, сакаш да купиш кошула од некој германски бренд што се продава на домашниот пазар. Цената на кошулата по која што домашниот дистрибутер ја увезува од Германија е, да речеме, 30 евра. Вредноста на девизниот курс на денарот во однос на еврото денес изнесува 61,5 денари за 1 евро. Тогаш германската кошула изразена во денари денес ке чини 1845 денари. 30 евра по 61,5 денари за 1 евро, едноставна математика. Ако курсот на денарот во однос на еврото е стабилен, тогаш за 2 месеца кошулата ќе те чини исто. Значи вредноста на кошулата во овој случај зависи само од увозната цена и од она што трговецот го става како маржа, но не и од девизниот курс. Но, ако курсот не е стабилен, односно ако девизниот курс на денарот од 61,5 денари достигне, например, 65 денари за 1 евро, тогаш за истата кошула од 30 евра ти сега ќе треба да платиш 1950 денари. 30 евра според новиот курс од 65 денари. Значи кошулата поскапела само затоа што девизниот курс на денарот во однос на еврото депрецирал. Всушност, депрецијација е кога вредноста на домашната валута во однос на странската валута се намалува. Односно, од 61,5 денари за евро, во нашиот случај се разменуваат 65 денари за евро. Повеќе денари за 1 евро. А тогаш што е девалвација? Девалвацијата е кога имаме фиксен девизен курс и кога со одлука се намалува неговата вредност. Например, ако од 61,5 денари за 1 евро се одлучи курсот да биде 65 денари за 1 евро, ние зборуваме за депрецијација, а тоа е кога курсот слободно се формира. И во двата случаја, вредноста на домашната валута во однос на еврото се намалува. Аха, сега разбирам. Значи депрецијација или девалвација ја поскапува цената на увезената роба. Тоа подразбира повисоки цени на домашниот пазар, а тоа пак дава повисока инфлација. А може ли да има и обратна ситуација, цените да се намалат заради девизниот курс? Може. Ако курсот апрецира, а тоа е кога вредноста на денарот во однос на еврото се зголемува. Апрeciјација би имале кога, например, од 61,5 денари за 1 евро, девизниот курс би се намалил на 55 денари за евро. Тоа значи дека сега ни требаат помалку денари за да купуваме евра и за да увеземе производи. Или нашиот пример, за кошулата од 30 евра од Германија, при девизен курс од 55 денари за евро, сега би платиле 1650 денари. Одлично. Па зошто тогаш не дозволиме курсот да апрецира? Ке имаме поевтини производи од странство. Да, така е, ако размислуваш како потрошувач. Но ако си предпријатие што извезува, тогаш тоа е неповолно за тебе. Како тоа? Додека апрeciјацијата го поевтинува увозот, го поскапува извозот што домашните фирми го вршат во странство. Конкурентноста на извозниците се намалува, што е неповолно за економијата. Значи, преку одржување на стабилен девизен курс, Народната банка придонесува да се одржат стабилни цени во економијата. Да, ова се нарекува стратегија на таргетирање на девизниот курс. Народната банка тоа го прави преку интервенции на девизниот пазар со девизните резерви, преку која одржува понудата и побарувачката за девизи во рамнотежа. Ако нема девизи во економијата, тогаш НБРМ интервенира со продажба на девизи и ја задоволува побарувачката. А ако има повеќе девизи, ги откупува и го намалува притисокот за апрeciјација на девизниот курс. Всушност, Народната банка ја спроведува монетарната политика во рамките на стратегијата на таргетирање на девизниот курс. Оваа стратегија, која што е во примена од октомври 1995 година и досега се покажа како соодветна за македонската економија, бидејќи придонесува за одржување на ниска и стабилна инфлација. Сега, што научивме за Народната банка? Народната банка е централна банка на Република Македонија. Таа се разликува од другите банки. Во Народната банка не можеме да штедиме, ниту пак можеме да подигнеме кредит. Со Народната банка управува Советот на Народната банка, а гувернерот ја има главната извршна функција и управува со секојдневното работење. Народната банка има бројни функции. Таа е единствената која што издава домашната валута.
ја спроведува монетарната политика, врши супервизија на банките и извршува други значајни функции со кои што силно влие врз економијата. Основната цел на Народната банка е одржување на ценовната стабилност. Оваа цел таа ја постигнува преку спроведување монетарна стратегија на стабилен девизен курс на денарот во однос на еврото. Научивме дека Народната банка ја регулира понудата на пари во економијата и со тоа ја спречува појавата на инфлацијата. Будно го следи работењето на банките, грижејќи се за штедите да не бидат безбедни. Ги управува девизните резерви со кои интервенира на девизниот пазар за одржување на стабилен курс. Со еден збор, научивме дека Народната банка е многу значајна институција во домашната економија, која што секојдневно посветено работи за економијата да остане здрава, стабилна и да остварува долгорочно одржлив раст. Ете, тоа е Народната банка на Република Македонија.